Добро утро и од мене за најавените реформи во високото образование кое треба да ги осмисли и спроведе Националното координативно тело за реформи во високото образование, науката, истражувањето и развојот. Утрово разговараме со професор доктор Солза Грчева, национален координатор за реформи во високото образование. Целта на овие реформи е да се постигне квалитетно образование, високо образование, да немаме повеќе одлив на мозоци и да продуцираме високо квалитетен, квалификуван, стручен кадар кој што ќе биде конкурентен на пазарот на труд во државата. Професорке, успеавте ли во овој краток период од назначувањето да ги скенирате состојбите во високото образование, да ги прецепирате кои се недостатоците и што е најургентно да се направи во овој момент? Добро утро прво на гледачите на телевизијата на Слободен печат. Знаете, прво една корекција ќе направам, значи Националното координативно тело не е екзекутивно тело. Так. Тоа е функцијата на МОН, значи на Министерството за образование и наука. Ова тело кое што го споменавте е со цел да се создаде една инклузивност на сите чинители во високото образование, почувајќи од ректори, управи на универзитети, студенти, студентски организации, стопанството има своји представници, невладините организации и така натаму, бидејќи ова се тешки реформи, можам да кажам, бидејќи образованието, као што знаете и сите веројатно знаат, клучен сектор. Е клучен сектор, а е буквално на едно многу ниско ниво кај нас. Со години е занемарувано, со години се правени погрешни реформи, така да ова тело ќе биде многу важно во функција на давање на предлози, согласување околу некои реформи кои што ги предлагаме за да не биде утре наметнато и туѓо тоа. Така да има поширок тие консензус. решенија мораме да добиеме консензус, бидејќи секој треба да биде собственик на тоа решение ново кое што го нудиме. Ме прашувате дали сум направила анализи во овој период, дали сум ги осознала проблемите. Секако да, водете сметка дека јас долго време и самата бев универзитетски професор и ги согледував работите, да. Така да многу добро знае јавноста дека во парламентот од 2014 кога беше предложен оној закон, би рекла несреќен и лош, бев многу гласна, можеби и најгласна околу тој закон, предлагав многу амандмани кои што се разбира бидејќи бев опозиција не беа прифатени за жал. Меѓутоа пак потоа добивме уште полоша верзија на истиот тој закон, односно нов закон, многу полош, кој што дозволи уште поголемо разводнување на критериумите, сите можни критериуми кои што треба да го стегнат ова наше образование национално. Оние проекти на кои што уште веднаш почнав да работам, бидејќи знам дека се тоа најкритичните точки, е да се покачат критериумите за избор во звања на професорите. Значи, имаме сега такви дупки во законот кои што дозволуваат да било кој што ќе реши да стане професор, од кога е избран за доцент, многу лесно доаѓа до позиција на редовен професор, така да сме единствена земја која што има можеби 80% редовни професори. Да, а тоа е исцрпувачки за самиот буџет за на самиот буџет да не зборувам, значи се апсолутно. трошат на Второ, плати. водете сметка дека по нашиот закон редовен професор не дава потоа никаков отчет, тој е доживотен редовен професор, значи не е принуден ни да објавува во научни списанија трудови, ништо, едноставно се е оставено на неговата совест. И сега вие кога имате 80% луѓе оставени на нивната совест, не може да замислите напредува. за какво образование станува збор. Тоа го кажуваат и сите референтни листи светски, дека Македонија не котира ни колку Риека, колку Нови Сад, колку Крагуевац и така помалите натаму. универзитети во соседство. Така да прва работа ми беше тоа, да работам многу сериозно
во соработка со академската заедница, со студентите и така натаму, на зајакнување на тие критериуми, да имаме национални стандарди, затоа што, пазете, сега, дезавуирајќи некои членови во тој закон, сега имаме правилници по универзитетите кои што кажуваат како ќе се унапредуваат професорите, што е многу чудно. Мислам, треба да има правилници, меѓутоа мора да има и минимални критериуми кои што морат да бидат задоволени. Од друга страна, на факултети недостасуваат асистенти. Тоа е еден од актуелните проблеми кои што го посочува академската заедница. Апсолутно, и јас тоа нонстоп сум го кажувала, дека нека во Европа постои некој стандард во поразвиените земји, бидејќи Европа не е едно. Следуваат тројца млади соработници на еден професор, некаде двајца. Кај нас имаме факултети каде што еден или ни еден. Еден или ни еден имаме, така да, знаете, тоа е системски дефект. Тоа не е дефект само на буџетот, што не дозволува да се примат нови. Меѓутоа, ќе ви го посочам примерот на Холандија, каде што сум живеела и работела, каде што Филипс плакеше. Значи, нашето стопанство би требало да плаќа докторанти кои што работат како млади научни соработници на факултетите. Да. Не може се да биде обесено на тој еден наш буџет, кој што знаеме каков е во една ваква сиромашна земја. Значи, постојат и други модалитети. Стопанството ќе има бенефит од таквите научници. Апсолутен бенефит, бидејќи кога тој ќе стане, да речеме, ќе докторира и ќе работи на проекти кои што му се потребни точно на таа стопанска гранка, тие ќе си го приберат понатаму ако сакаат. Така, и ќе го задржат во земјата. И ќе го задржат и ќе има вработливост сигурна за оние кои што вложиле на вистина напор. Така да, тоа се некои системски дефекти на кои што исто така работам. Втора работа, бидејќи јас сум професор на компјутерски науки и таа област ми е многу блиска и многу ми е жал што се уште немаме дигитализирани универзитети. Тоа е навистина срамота. Да, дигитализацијата недостасува во сите сфери. Дигитализацијата недостасува во сите сфери, а посебно е жално да студентите висат по студентските шалтери, по студентските служби, за да извадат една потврда, за да платат, не знам, 100 денари, за да заверат семестар, за да пријават испит и така натаму. Значи, еден голем проект исто така е отворен во соработка и со Министерството за образование, но и со Министерството за дигитална трансформација, за да можеме полека овие работи да ги доставиме како електронски услуги до студентите, и не само до студентите, и до наставниот кадар. И не само до наставниот кадар, туку и до стопанството и до други заинтересирани субјекти. Професорке, како дојдовме до овие дефекти во високото образование со оглед на тоа што имаме, и самата рековте во една претходна прилика, дека ние сме мала држава, имаме премногу универзитети. Значи, актуелниот закон што е за високо образование има повеќе органи, има Национален совет за високо образование, има Агенција за квалитет, Одбор за акредитација, Одбор за евалуација, значи има повеќе тела формирани кои што треба да донесат квалитет во високото образование, а во суштина, во реалност, во пракса имаме дека се отвараат цело време нови универзитети, нови приватни факултети, меѓутоа тоа не донесе квалитет, туку донесоа скандали, купување на дипломи, многу корупција, лесно завршување на студии, фалсификувани дипломи. Ова се што го наброивте е една толку широка лепеза на проблеми различни кои што се преплетуваат меѓу себе и кои што даваат ваков резултат. Знаете, купувањето на дипломи не е специјалитет на приватните, за жал, универзитети, туку и државните универзитети исто така не се на добар глас. Ова што велите како дојдовме.
Многу пати сум анализирала како дојдовме со серија на многу погрешни чекори. Например, Министерството за образование секогаш било уште од освојувањето на Македонија некако на маргините од сите други министерства. Така, со посебен Таму по правило сме имале слаби министри, слаба администрација и така натаму, луѓе кои што немаат поим од високо образование. По мене е направена и системска грешка. Ако се сеќавате порано, пред многу години, пред 20 на години, ние имавме посебни министерства за образование и посебно министерство за наука. Во наука влегува и високото образование. Може би треба да размислиме и за таков концепт, бидејќи на вистина се собрани баби жаби како проблеми во тоа. Тоа е многу гломазно и многу тешко министерство. А по правило го воделе луѓе кои што не се компетентни за таа работа. Не сакам да лицитирам со имиња, но дури и да е професор, да речеме, универзитетски, па да го води тоа образование, тој, например, има многу малку познавања па од пониските образовни системи, од, не знам, основното образование, од средното образование и така натаму. Второ, не ни се разработени ни закони, тие интерфейси, тие линкови помеѓу средното образование и високото, што е многу важен момент. Бидејќи основното филтрирање за тоа кој треба да оди на академски студии се прави таму, а не на самите факултети, каде што студентот едноставно се запишува и смета дека треба да заврши. Академски студии кои што, пазете, подразбираат и бавење со наука. Многу малку кај нас се застапени така наречени професионални куси студии, на тоа исто така работам, тоа ми е третиот проект на кој што работам, бидејќи, пазете, во Европа од 50 до 70% од студентите се запишуваат точно на такви студии. Кои што се кусотрајни, 3 годишни најчесто, и нема потреба 5 години па да стане магистар, па не дај Боже уште и доктор. А нема намера нити капацитет да се бави со наука. И тоа, тие кратки студии се доволни за еден профил. Тие не само што се доволни, туку се неопходни за стопанството, неопходни, бидејќи, пазете, кога вие се запишувате на академски студии, во првите 3 години учите некакви теории, дури во последните 2 години имате некакво усмерување. Така да ние имаме деца без струка, завршени без струка. А ако би биле тоа професионални студии, да речеме еден програмер, или тој веднаш ќе излезе многу малку математики ќе учи колку што му е потребно, да речеме, за алгоритмско програмирање и толку. Само неопходното. Само неопходното. Нема да учи толку физики, нема да учи предмети кои што се нужни за електротехника, да речеме, или за компјутерски науки. Тој нема да се бави со наука, туку со професија. Истото и со книговодител на економски факултет. Зошто би учел некој 5-годишни студии за да стане книговодител? И серија на такви проблеми, реков, Европа, повеќето од студентите ги абсорбира точно на тие професионални студии. И тоа е заштедување конечно на домашниот буџет на родителите, не само на државата. 5 годишно студирање. А стопанството многу повеќе ги сака тие кадри, бидејќи тие кадри имаат пракса. Тие деца знаат што работат и што треба да работат. Сега дужни ни се и оние другине, кои не само што ќе се бават со наука, некои од нив ќе лезат на факултети, некои не, повеќето не, но ќе бидат за големи проекти, да речеме, ако е градежен инженер, ќе проектира брани, мостови и така натаму. Тие се потребни тоа, како се потребни? Да, меѓутоа доволно е за да се видат афинитетите на... Доволно е да се видат афинитетите. Дали ќе сака да продолжи Но тој интерфейс, таа спона, тоа чистилиште што се случува во Европа, во средните училишта, кај нас не достига. Професорке, ева, предходната реформа на високото образование или законот, ева, го носеше ВМРО ДПМН, предходната влада, и тука, например, тие сакаа да ги доближат факултетите до студентите, па се направија и нови универзитети и дисперзирани студии. Како го оценувате овој проект? Па после се отвори вратата за повеќе приватни универзитети, па универзитети
приватни и факултети и на албански јазик. И сега, значи, дојдовме во една ситуација да имаме едноставно премногу високо образовани институции, а не толку голем квалитет. Многу е лесна Дали работата, сега значи... размислувањата ќе одат и во нешто да се затвори од ова постоечкото, за да може да се сконцентрираме законот, на... колку и год да има фалинки, тој си има прецизни критериуми за тоа која високообразовна установа треба да работи, а која не треба да работи. Значи, тоа ако се почитува и ако добро се работи работата, поготово одборот за акредитација и евалуација, тогаш тука би настанала една чистка, прво на студиски програми. Тие се најголем проблем. Не толку бројот на универзитети, колку што бројот на студиски програми кој што стана енормно висок. Вие имате и за чашава студиски програми. Така. Мислам, тоа е основната работа. Вие не можете да забрани... Прво, една корекција исто така би направила. Дисперзираните универзитети ги отвори во времето, првите се отворија во Штип во времето на СДС. Беше ректор професорот Мартиновски, кога се отворија дисперзирани студии во Штипот. Тука почна, ја би рекла, несреќата. Така. Потоа, ВМРО ја потфати таа идеја, виде дека е популистички доходовна и отвори на секоја ливада, јас тоа така и го нарекувам, на секоја ливада, факултет и универзитет. Се имаме дисперзии на дисперзии. Ако имате, да речеме, факултет од Штипскиот во Радовиш, Радовишкиот отвара и во Струмица. Значи, ова да не ме фаќа за збор. А студенти се скопјани. Само по пример кажувам. Значи, апсолутно е недопустимо, меѓутоа, си постоја законски норми, вие не можете да трнете и да затварате универзитети туку така, кои што утре ќе ве тужат и ќе речат на која основа мене ме затварат. Да, меѓутоа може да се спроведе контрола и мора да се, не може, туку мора да се спроведува и тоа не е една, туку редовни контроли. Прво, по закон се врзани да има само евалуации, транспарентно прикажани. Но еве да речеме дека тие можат да бидат на некој начин и пристрасни, но државата е задолжена да прави евалуација и тоа со луѓе од надвор. Така, значи, не само со собствени луѓе, него од надвор. Одамна не е извршена само евалуација, еве сега се прават напори. Мислам дека оваа влада многу сериозно, Министерството за образование, зборувам и наука, многу сериозно ја зема работата, почна да се бави не со ситници во образованието, кои што фалат, не знам, немало опрема на овој факултет или немало нешто друго на друг факултет, туку со болни, системски, суштински реформи, јас тоа го поздравувам и затоа и прифатив една ваква улога, бидејќи имаме одлична соработка со Министерството за образование, министерката на вистина е многу енергична. Да, и таа е од професорската фила. Да, и тоа многу успешен професор. Така да, мислам дека она амбициозна, дека овие проекти сака да ги истера до крај. Резултатите нема да дојдат веднаш, бидејќи во образование све е долгорочно, како и во здравство, например. Можете некои работи да ги коригирате веднаш, но некои ќе чекаат на не на реализација, туку на ефекти од таа реализација подолго време. Многу проблеми има, но се решаваат. Мене ме радува што академската заедница, која што порано пружаше отпор кон ваквите промени, бидејќи таа е тангирана во цела оваа ситуација, под притисок и на студентите, и на невладините организации кои што работат на образовните процеси, и под влијание на амбициозноста, еве па и моја, и на Министерството и така натаму, и на Националниот совет, иначе такви структури постоја секаде на Балканов, и Национален совет, и одбор за акредитација. Ништо не сме измислија тука сами. Да, единствено што не сме дале добра суштина на тие тела.
Меѓутоа, еве, покрај сите овие тела што постојат, нас ни се провлече Одборот за акредитација, даде акредитација за висши медицински студии на Меѓународниот универзитет, што е во Струга. Во Струга и ја одзема. Да, меѓутоа, зашто ја даде од прво, Значи, знаете, ако тие формално ги исполнуваат критериумите според закон, вие не смеете да не дадете, поготоа на приватен универзитет кој сам си финансира. Меѓутоа, кога инспекција ќе влезе таму и кога ќе види што се крие за тие прокламирани критериуми, тој се затвори. Значи, тие студии се затворија. Мислам дека ќе има голема смелост и решеност, и решени сме сите заедно, да почнеме со чистење на, не би сакала ова да звучи сега некако као реваншизам, и не би рекла дека проблемите се само на приватните универзитети, туку тргање на страна на огромен број на насоки, а тие можеби ќе ни затворат утре и некои факултети и некои универзитети. Така, да, ќе престане причината за престане потребата, така. Професорке, рак рана на македонското општество, па и на образованието е корупцијата. Да. Како планирате корупцијата, сузбивањето на корупцијата или некои мерки има во актуелниот закон, меѓутоа, еве како некоја новина, нешто ново, дали ќе внесете, значи сериозно е ова со корупцијата во високото образование, меѓутоа имаме многу малце на процесуирани случаи, освен тоа со економскиот факултет, и како да се справиме со корупцијата во високото образование, која што е стварно навистина одбивачка и према студентите, затоа си одат, не сакаат едноставно да продолжат да студираат под такви услови. Некои студенти, да. Некои студенти кои што се соочиле со тоа корупција. Деца на од богати семејства размислуваат дали да си ја купам дипломата, односно дали да дадам некој да ми ја напише за пари или да се потрудам малце да поработам. Значи, тоа не е баш така, не се професорите контра студентите, овие сакаат квалитет, овие не им даваат квалитет, напротив, гледам дека и студенти има кои што одат по линија на помал отпор и баш им одговара. Јас сум зграната, да речеме, што во последниве години е дозволено да петок биде неработен ден на универзитетите. Пазете, секаде во развиените земји, не би сакала да речам во Европска унија, него секаде во развиените земји не се затвара светлата цела ноќ на факултетите. А кај нас во петок се сите фрај и ги полнат кафулињата. А со заострување воопшто на сите критериуми, мислам дека многу од работите ќе бидат расчистени, кога секој ќе биде преполн со работа. Нема да може баш така да, знаете, ќе си ја цени сопствената работа, нема туку така да дава некому лесно дипломи. Второ, треба да бидеме и храбри како народ. Јас не гледам и храброст од наша страна. Јас слушам поплаки и до мене стигаат поплаки. Дури и писмени поплаки стигаат, дека нешто се случило, некаков избор се случил што не смел да се случи на универзитетите. Па пријавите, луѓе, имате инспекторати. Зошто тоа не го пријавите? Зошто во крајна линија можете и во МВР да се обратите? Секако да, има повеќе места. Не можете вие да се жалите дома и на улица дека нешто ви се случува, а да не се обратите на институциите кои што се платени таквите ситуации да ги разрешуваат. Знаете, јас, бивајќи и на некој начин професорско дете, мене ми е толку странно уопште и порано се бунев дека не постои корупција во образованието. Тако нешто ми било непојмливо, напротив, своите домашни библиотеки сме ги раздавале на студентите бесплатно за да имаат од каде да учат. Во секое време сме биле достапни за тие студенти. Какви пари сме давали свој пари за студент да отиде некаде да прошета, да научи нешто во странство. Или од проекти сме го финансирале. Се сменија сега работите. Меѓутоа, очигледно, како што тоне целото општество, како што е потонато во корупција целото општество,
за што сведочат и они извештаи што ги добиваме редовно, така си то неверојатно и високото образование. Но јас ги охрабрувам сите чинители да се обратат. Имаме државен просветен инспекторат, имаме МВР, имаме судови, имаме народен правобранител. Ние имаме сите институти што се потребни за да ја сузбиеме таа корупција. Сега друга работа е која завршница ќе ја добијат пред ваквиве судови во кои што народот нема доверба. Не знам, едва ја чекам таа реформа во правосудството, дали ќе донесе нешто ново, некои промени, дали почнува дебатата од денес. Почнува дебатата, едва ја чекам. Не дека постојат, дека корумпирани ни се судиите, имаме и одлични судии, не би сакала воопшто целиот Така, не се генерализира. Не смееме да генерализираме. Ја лично сум имала одлично искуство со одредени луѓе таму кои што ми помогнале, не ми помогнале, туку пресудувале според закон. Така да не смееме да генерализираме, но мислам дека и судските реформи ќе го направат своето да се избориме конечно со корупцијата на секој ниво во државата, не само во образованието. Еве, да го споменам и случајот кој што го отвори колешката од Слободен печат, значи студентка која што нема завршено медицински факултет, имала само 5 испити, работи регистрирана во некоја приватна ординација како докторка и тоа значи тука не е само од медицинскиот факултет вмешани, туку и целата изиграни или не знам случајот е пред истражните органи, секако ќе добие некаква завршница, меѓутоа за жал постојат и такви многу висока корупција во сите, во цел еден систем, во ланец. Секаде постојат начини да се изигра законот. Вие, ако се сеќавате, пред неколку години еден германски председател си даде оставка затоа што му најдоа дека му е плагијат докторат. Така, имаше и други. Постојат такви феномени во целиот свет. Работата е како се справуваме со нив, колку брзо се справуваме со нив, колку тие ќе бидат казнети за да бидат поука за другите. Така. Значи, затоа велам, имаме институции, имаме антикорупцијска комисија, во која што верувам, мислам дека добра работа. Треба да се зголемат ингеренциите. Јас сум голем поборник на тоа, на неколку институции кои што се финансиска полиција, антикорупцијска, треба да имат поголеми ингеренции. Во сегашната ситуација таа има улога на свиркач. Исто колку што ја можам да пријавам нешто. Така, дава само препораки. Дава препораки. Тоа не е ништо. Значи, треба да се зголемат ингеренциите на сите оние тела кои што можат да ја нападнат корупцијата. Тоа е системска промена. Значи, треба да пристапуваме кон такви системски промени. А не да решаваме од еден до друг случај. Тие секогаш ќе ни се случуваат. Така, за крај на овој разговор, дали има шанси еве со новите реформи што ги заговарате, што ќе следуваат, така, дали ќе има шанси на македонските универзитети, било приватни, или да се вратат во поголем број странските студенти, бидејќи тоа е... А кога сме имале странски студенти? Имало еве некои при периодите на формирање. Значи, имаме некоја традиција на странски студенти на нашите универзитети. Вака сега ќе ви кажам, имаше... Ајде, во поранешна Југославија. Југославија, да. И во тој врвни систем доктори имаше произлезени. врвни професори од И странство, не толку студенти. Имавме од Грција студенти, бидејќи во Грција беа многу строги условите. Имавме од некои африкански земји, бидејќи Југославија имаше врски. Имаше врски со неврзаните, беше лидер во тој трет свет. Тоа се прекина кога се смени системот кај нас. Потоа влеговме во страшни војни, Југославија се распадна во страшни војни и ја не знам кој би дошол да студира во таква една ситуација. Меѓутоа, зошто сега не доаѓаат и зошто сега немаме професори од странство, тоа ми е многу криво, 100 пати сум го рекла. Постојат такви со ваков рейтинг не може да очекуваме.
Бидејќи тие не го гледаат професорот, тој може да е и марка, може да е одличен. Тие гледаат рейтингот на целата. институцијата од кај што доаѓа, каков рейтинг има институцијата. Второ, треба да работиме на тоа уште млади кои влегуваат на универзитетите вработени да знаат одлично барем еден странски јазик. Како вие ќе повикате, како ќе повикате странски студенти или странски професори ако не можете да ги прифатите. Второ, не се компатибилни со нашите знаења. Нашите училници стана, за жал, предавални на застарени знаења, скрипти. Така. Сега, како вие ќе повикате некој познат професор ако влезе на таква една катедра? Нема што да прави, ниту студентите ќе го разберат тој професор. Значи, многу сериозна работа ги очекува и студентите, кои што веќе се научени да не учат, а да добиваат оценки, 9-ки, 10-ки, веројатно и тука сме шампиони. Да. И професорите, кои што гледам дека ги осознаваат работите и тоа ме радува, апсолутно ме радува. Некни на состанокот на координативното тело чув многу самокритични говори, многу самокритични. Од професорите? Од професорите, од ректорите, од проректорите и така натаму. И мислам дека дури самите предлагаат сега реформи во тој смер кој што ние го веќе почуваме да го чекориме. И тоа е добра работа. Да, ќе успееме ли барем да ги задржиме новата генерација на студенти со... Па ја имам малку поголеми амбиции. Ја би сакала и да ги вратиме и оние што отидоа. Знаете, Кина направи негде во 2010-11 година направи една програма како да си ги врати своите млади научници од Америка. Бидејќи масовно остануваа таму, успеа 40% за 5 години да врати. Значи, наша задача би требала да биде не само да ги задржиме, а верувам дека ќе успееме да ги задржиме студентите повеќе од претходно, да имаме помал одлив барем. Тој одлив нема да прекинем, но помал одлив. Ќе бидам среќна ако видам и кај инострански студенти и странски професори, барем по 1-2 семестра да предаваат. Ќе продуваат нови ветришта и по нашите факултети, но јас одам понатаму во амбициозноста, ние мораме да направиме програма како и со што да ги вратиме нашите стручни деца кои што завршиле факултети или во странство или тука па си отишле, не со плати. Тоа не ми е мене. Мислам дека се тоа преамбициозни деца да ги примамуваме со високи плати. Не, тие сакаат кариера, развој, сакаат амбиент за работа, сакаат наука, сакаат творење, сакаат иновации, сакаат креативност, подобри услови. И сето тоа е возможно да се направи чекор по чекор, одејќи исправно во еден правец кој што оди зад каска, дури зад балканските држави, но да го исправиме бродов да не оди дивергентно. Професорке, ви благодарам за гостувањето во емисијата Слободен печат. Ние остануваме да следиме како ќе тече целиот овој процес. И го поканувам медиумите да земат, да речам, секогаш да следат нашата работа, тоа е неопходно. Секогаш. Почитувани, останете со програмата на Слободен печат.